Значи го прочитавме текстот кој говори за водачите на црквата и во тој контекст, бидејќи многу пати има една така перцепција, представа за кај обичните верници дека црковните водачи, без разлика дали се епископи, презвитери, пастири, се совршени луѓе и семокни. И има еден комичен опис за совршениот пастир или црковен водач, објавен во еден христијански журнал. И таму вака го опишува совршениот водач. Вели, совршениот пастир проповеда точно 10 минути. И во проповедата треба остро да го осуди гревот, ама да не ги повреди чувствата на никој. Треба да работи од 8 часот наутро до полнок и во исто време да е и чувар на црковната зграда. Совршениот пастир треба да дојва плата од $200 месечно и прито да се облекува во добра облека, да вози добар автомобил, да купува добри книги и да дава месечно дарение од $200. Тој треба да е помлад од 30 години и да има најмалку 40 години работно искуство. Многу е важно да е убав. Совршениот пастир треба да има огнена желба да работи со младите, а цело време да поминува со возрастните членови. Цело време да се насмевнува, да има смислен хумор, бидејќи треба да разбира дека црковната служба е сериозна работа. Тој треба да прави 15 домашни посети и секогаш да биде достапен во неговата канцеларија. Совршениот пастир секогаш треба да има време за духовниот одбор и сите останати црковни служби, да не пропушти нито еден црковен настан и цело време да е надвор да евангелизира. И од оздола требаше сигурно да пишува, ова може само Чак Норис, дури тој не може. Зашто овдека имаме описи кои воопшто не одговараат на барањата. И слава му на Бог што апостол Павле носил текстови кои говорат за црковните водачи, какви треба да бидат. И таму нема опис на работни задачи, способности, вештини, туку сосема други работи се бараат од црковниот водач. Ова е комично, да, комично, но пак ќе кажам, и ги сме во оние нереални очекувања што често пати црковната заедница ги бара или ги поставува пред црковниот водач. Пред да поминеме на текстот што нели го прочитавме, да го изучуваме денеска, бидејќи е многу важно, секој пат тоа го повторам, за да го разбереме тој текст, конкретно секој текст, мора да го имаме во предвид контекстот. И овој текст овдека Павле што го вклучува во првото послание до Тимотеј е дел од целото послание. Се надоврзува на се оно што досега беше кажано. Конкретните проблеми кои ги видовме во црквата во Ефес, каде што младиот Тимотеј е поставен како некаков надзорник. Рековме дека основниот проблем во црквата се лажните учени кои наблегуваат. Тие се пагански обиди да го прилагодат христијанството кон нивната паганска филозофија, гностицизмот, и со така има јудејско крило кој се обидува христијанството или евангелието на благодата да го помачи со законот и така некако законот да го постави како услов, исполнувањето на законот како услов за спасение. И во првата глава основните насоки што Павле ги даде кон Тимотеј беа борба за чувување на вистинското учење. Зашто ересите во црквата гледаме дека довеле единствено до раздори во црквата, кавги, расправи, безсмислени спорови и секако лажните учења влијаат на поведението, на животот на луѓето, на нивната вистинска побожност. И затоа втората глава Павле ни говореше или даваше насоки за тоа какво треба да биде поведението на јавната богослужба. Конкретни совети до мажите и совети до жените. И можеби акцентот беше поставен повеќе на жените, бидејќи во тој пагански контекст, каде што разбирањето за позицијата на жената во општеството, во
духовниот живот е поинака од она што Бог ни ја дава во Неговото Слово, се јавиле во црквата спорови, се јавиле и во тој поглед обиди да се нарушат тие библиски принципи, тоест жени кои се наметнуваат над мажите, тие им кажуваат како треба да, што треба да биде, водени од примерите во паганските култови, каде што имало жени свештеници, има женски култови, чисто женски култови во паганските пантеони, и од црквата се создава едно безредие, така да кажеме, руши на тие божествени принципи за позицијата на мажот како глава од црквата, во семејството, па и во општеството, нешто што е јасно во Стариот Завет и во синагогите, за разлика од паганските храмови. И ова така Павле многу, така некако директно, строго, им забранува на жените да поучуват на мажите, тоа што мажите се тие кои што ја формираат теолошката рамка, учењето во црквата, тие се учителите, тие се водачите. И тука Павле дава аргументи уште на почетокот. Бог го создаде мажот, го постави како настојник на созданието. Ги донесе Бог пред мажот сите животни, тој да ги именува со што се покажа неговата власт, дадена од Бог над созданието. И потоа беше создадена жената. Кога веќе беше утврдена таа позиција на мажот како прво создаден и во тој поглед како оној кој што ќе има, ќе господари, така да кажеме. И сега, кога веќе го објасниве тоа минатиот пат за тој Божи поредок, во кој што мажот е поставен како водач, како глава, во третата сега глава пак на посланието, Павле ни кажува, а што значи мажот да биде водач? И очигледно е дека таа паганска средина во Ефес имало неправилно разбиране и во поглед на водаштвото. Што значи да се биде христијански водач? Зашто позицијата во христијанството, она водечка, е поинаква од онаа во светот. Сосема поинакви квалитети се бараат за христијанскиот водач од оние што се бараат во општеството. И сосема поинакво е разбирањето односот водач и оние што се водени. Ако во светот водачите се оние кои доминират, ги потиснуваат, за да господарат над подчинетите, во христијанството водачот е оној кој што слугува над оние што ги води. Христос како глава на црквата го дава тој пример. И затоа во овие описи што ни се дадени и за водачите и за ѓаконите или служителите во црквата, ќе видиме има само карактеристични квалитети во карактерот. Павле не спомнува способности кои треба да ги има, работни способности. Може некој да каже, ама пише дека треба да биде способен да поучува. И ова малку така е, може да биде дискутиран, ќе го објасниме. Она што се бара од духовниот водач е карактер. И сите описи овдека, што ги изнесува Павле, се описи на карактер. И друго нешто, неколку предупредувања на почетокот пред да преминеме контекстот ќе изнесеме. Друго нешто што треба да имаме во предвид е дека овој текст не ни дава форма на организација на црквата. Немаме опис на тоа како треба да биде црковната управа или хиерархија организирана. Многу пати ние знаеме да кажеме, ова е библиски модел на управување на црква во смисла на форма. Да имаме ние библиски модел на управување во смисла што значи да се биде водач, како карактеристики. Меѓутоа, никаде ние во Новиот Завет немаме дадено библиска форма на организација на црквата. Во смисла дека треба да има, не знам какво тело на старешни, какво тело на ѓакони, па во тоа тело на старешни
како треба да биде организирано, дали треба да има некој епископ кој што ќе биде над презвитерите, иако, пак ќе кажем, во историјата се формирани различни форми на црковна организација, на хиерархија, и тие форми се јавуваат или се прилагодуваат кон конкретните услови. Што не може црква од 10 души да биде организирана исто како црква од 500 души. Не може црква во Централна Африка да биде организирана како црква, не знам, во некоја демократска, развиена свест како Данска. Има многу особености кои влијат на организацијата на црквата, меѓутоа она што е јасно е дека треба да има водачи. И тие водачи треба да ги имаат соодветните квалитети. И токму поради тоа црквата, Новиот Завет не ни дава форма, конкретна форма, како црквата ќе биде организирана. Какви тела ќе има, како тие тела ќе функционираат во црква. И многу поважно од самите тела, самата техничка форма на организирање е тие што водат, какви луѓе се. Може да имаме и најдобрата форма на организација, но ако луѓето кои се во тие тела не се соодветни на овие описи овдека, тогаш нема да функционира формата. И затоа Павле го поставува акцентот на квалитетот на луѓето, на нивните карактеристики. Исто така, во тој контекст, различните термини што ги употребува Павле овдека, не значат повторно различни форми на управување. Например, тој спомнува, во овој текст говори само за епископи. Зборот е епископес. Не користи друг збор во првите 7 стиха. Меѓутоа, во други текстови, например, во Тит првата глава, првите 5 стиха, 7 стиха, каде што пак говори за старешни, па таму наизменешно го користи зборот епископ и презвитерос, презвитер. Во други текстови, како например 20 глава на Дела на апостолите, каде што Лука пишува за средбата што Павле има со старешините во Ефес, таму, обраќајќи се кон тие луѓе, неизменечно па ги користи сите форми, и епископ, и презвитер, и пастир, или поимен, или пимен, во оригиналниот текст. И поради таа причина, ни можеме сосема так сигурно да кажеме дека различните зборчиња, иако терминолошки се разликуваат, јас ќе кажам нешто за самото значење, што значат тие зборчиња, тие не говорат за различни позиции во црква. Од тие зборчиња, например, црквата историски почнала да гради различните зборчиња, различни структури на управување. Например, во почетокот, веќе во 2 век се јавува епископална форма на управување, каде што епископот станува водач на презвитерите. И така епископот е нешто повеќе од презвитери. Или пак презвитерска форма на управување, каде што во самото презвитеријанство се издига некој така како главен пастир да биде, или пастор, како што ние знаеме да кажеме. Разграничувајќи пастор или пастирот, таа останата форма на водачи или тело на водачи. Такви суштински разлики не гледаме во Новиот Завет во смисла на различни позиции, заради различното именување. Сите тие 3 зборчиња Павле ги користи за исти луѓе, кои имаат иста позиција во црквата, со што со користењето на различни зборчиња сака да каже на нивната конкретна работа, така да терминолошката разлика дава различни аспекти на водачите. Например, зборот епископес од епи и скопес, или ако, например, телескоп значи да гледаш надалеку, или ако микроскоп значи да гледаш мали работи, епископ значи да гледаш одгоре на луѓето. Тоа е значењето на зборчите епи и скопес, гледа одгоре. Тоест, духовните водачи луѓе кои што гледаат од високо на останатите. Не е тоа значењето. Ако сакаме буквално, да, често пати така, во тоа се претвора службата на епископот. Не. Епископот всушност треба
да надгледува, и тоа буквалниот збор, надзорник, надгледувач на останатите. Зборот пак презвитер е збор на стар човек, старец. Во буквалниот превод би требало да биде старец. И тој збор Павле го зема од синагогалната употреба. Синагогите во елинистичкиот свет, нели, били водени од евреи, мажи, тело, старешинско тело, и ги нарекувале презвитери, зашто во најголема мера тие биле старите луѓе во синагогата. И Павле го зема тој збор и го применува во црквата, при што го тргнува тоа значи на стари луѓе, туку на водачи во црквата. Зашто имаме примери во кои што во Новиот Завет, кај што имаме луѓе поставени на таква позиција, например како Тимотеј, кој не е старец, не е стар човек. Значењето на водач и на крајот зборот поимен, пимен или пастир говори на конкретната служба. Водачот тој кој што го паси Божјото стадо, го храни Божјото стадо, се грижи за Божјото стадо. Ние користиме зборот пастор, која е латинска форма, пастор како именко од пацере, мислам дека беше, кој што значи пасење на стадо. И не знам зашто ние сме прифатили таа западна форма пастор, а не си ја користиме нашата форма пастир, зашто исто е. Или ако веќе сакаме да користиме библиски зборови, зашто не ја користиме зборот пимен, кој што си е најточен. Туку сме го зеле зборот пастор. И така звучи некако по како да има повисока титула. Така да свикнуваме подобро на зборчето пастир, зашто тоа е значењето. Човек кој што го паси Божјото стадо. Зборчината повеќе имаат терминолошка разлика отколку суштинска. Говорат за исти луѓе кои имаат иста служба. Квалитетите овдека што ги изнесува Павле, можеме на други места да ги видиме и за други луѓе, значи не се само за старешините. Например, кога ќе говори за жените и за жените, и претежно се во пасторалните посланија, во двете до Тимотеј и до Тит посланието, некои од овие се однесуваат и за жени, тоа можеме да кажеме дека тие се квалитети кои треба секој христијанин да ги има. Следниот пат кога ќе говориме за геконите или конкретно за служењето, служителите, ќе кажеме дека тоа се повици, или како што Виктора спомна во молитвата, до секој христијанин. Повикот е до секого. Секој треба да се развива во тие карактеристики, со тоа што водачите, како пример за стадото во се, тие се оние кои што го држат чистото учење, поучуваат и во својот живот се модел на живење на тоа слово. И во тој поглед на покажување на карактер. Но во секој случај, овој карактер што е овдека представен е неопходен да го има Божиот служител, водачот на црквата, за да може правилно да ја води на црквата според моделот што Христос ни го даде. Или ако сакате овдека, Павле ни представува еден христолик карактер. Во сите тие особини, во повеќите особини што се дадени. Друго нешто што треба да кажеме дека сите овие карактеристики се, како што реков, карактерни, тоест не се карактеристики кои така ќе дојдат во моментот кога човек ќе поверува. Тоа се карактеристики кои се развиваат. Кога ќе поверуваме, и веќе во следниот момент ние не стануваме како што овдека Павле пишува. Тоа се, често пати се слушаме вака, кога човек ќе поверува, Бог му дава духовни дарби. Во моментот веднаш. Јас не разбирам како се случува тоа, веднаш му дава духовна дарба. Тој бил, немал абер од раководени, наеднаш тој е станал супер раководител. Или не знаел да свири пијано и Бог ќе му даде дарба да свири пијано, тој веднаш почнува да свири пијано.
Сите овие нешто што овдека Павле ги пишува не се нешто кој човек си легнува како христијанин и се бајле вечерта ќе поверува и се бајле веќе е според тие карактеристики. Не, тие се градат како карактер во човекот. И за тоа треба време. Не се добиваат преку. Важното овдека е дали човек е посветен на развивањето на тие карактеристики со помошта на Божјата благодат. Да, човек кој ќе поверува, добива ново срце. Христовиот дух, Божјиот дух влегува во него. Доаѓа благодатта како ресурс во кој човекот може сега да го живее, да го развива тој христолик карактер. Добива христолик карактер кој ќе го развива. И затоа, кога говориме за такви карактеристики, бараме луѓе кои ги имаат, треба да има во предвид дека тоа не се некакви конечни состојби. Сега, немаме тука мерила во тие аспекти кои се овдека представени. До која мера човек треба да биде разумен, непорочен и не знам се она што е напишено, за да биде избран или за да може да биде водач на црковната заедница. И кога веќе ќе биде избран како старешина, тој веќе крај го достигнал совршенството. Веќе е совршен. Не, во сите тие карактеристики нема лимит. И кога дури ќе стане старешина некој верник, тој продолжува, живее со сознанието дека продолжува да се усовршува, да се развива. Тоа е и основното сознание дека тој е се уште слаб и немокен. Колку и да е развиен, колку и да е изграден духовно, созреан како карактер во христијанството. Зашто на крајот на краиштата и најпосветениот христијанин и оној кој што најмногу духовно созрел зависи од Божјата благодат. Зашто само Бог е премудриот. Секогаш ќе има слабост, недостиг и потреба од Божјата благодат. И тоа е многу важно. Духовниот водач, црковниот водач е смирен во тој поглед. И позицијата што ја има на водач, всушност се поттик уште повеќе да се посвети во градењето на тој христијански карактер. И така да биде модел за сите луѓе во црквата, во поттикот и тие, така да живеат и да духовно се изградуваат. Ајде да видиме сега кои се тие карактеристики, но пред да премина на карактеристиките, во првиот стих на 3 глава, Павле го свртува вниманието. И ова второто употреба на фразата верно е словото. Сеќавате во 1 глава, кога говоревме 15 стих, тamo беше првата од 5 употреби во пасторалните посланија. Имаме 4 употреби во 1 и 2 Тимотеј и 1 во Тит. Верно е ова слово. Првото употреба беше во 1.15, што Павле пишуваше, верно е ова слово, Христос дојде да ги спаси грешниците ми, кои што прв сум јас. Не. И овдека пак почна, верно е ова слово. Сака да го сврти вниманието како многу важна тема. Дека водаштвото во црквата, соодветните водачи кои ги исполнуваат карактеристиките, се клучни за функционирањето на црквата. И овдека пак ќе предупредам дека Павле го метнува овој текст и за старешините и за ѓаконите во една поширока рамка, тема која уште во 2 глава почнува за однесувањето на верните во црква. И затоа, например, тој ќе ја заврши оваа тема во 3 глава 15 стих со зборовите: сето ова го пишувам, да знаеш како треба да се однесуваат во Божиот дом, кој е црква на живиот Бог, столб и потпора на вистината. Значи, сето ова што го напишав и во 1 глава за молитвата, и за жените во 2 дел на 2 глава, и она што беше напишено за старешините и ѓаконите, за да знаат сите како да се однесуваат. Преку примерот
водени од водачите. Така, кој слово е верно? Вели Павле. Верно е ова слово. Тежне е ли некој кон епископство, тој сака добра работа. И сега, два збора има овде употребени. Тежне е и сака. Сега, има ли разлика меѓу тоа да тежнееш и да сакаш нешто? Првото зборче тежне е, и ова е, пак нели реков, овие зборчиња тука карактеристики се многу специфични, имат по 2-3 пати само се срекјаваат во Новиот Завет, и тоа само од Павле, само во овие посланија, во контекст на старешините претежно. И се ова зборче тежне е, да, го има, тежне е, овдека го гледаме во овој стих, нели? Другото место каде што го срекаваме пак во Прво Тимотеј, во 6 глава каде што пишува за сребролюбието кој е корен на сите зла. Тоа е за оние луѓе кои што тежнеат кон пари, кон богатства. И третата употреба е во 11 глава на евреите каде што пишува авторот за хероите на верата, во 16 стих, за тоа како сите тежнееле кон небесниот град. И самото зборче, всушност, значи да се стремиш, да вложуваш секаква усилба, за да постигнеш нешто. Се насочу, знаеш, имаш нешто што го сакаш и го насочуваш целиот живот кон таа цел да ја оствариш. И се вложуваш од себе. Тоа е зборчето тежнење. А второто зборче, сака, добра работа, е зборче збор кој говори за нешто внатрешно. Ако тежнењето е одиш кон нешто, правиш нешто, се движиш кон нешто, зборчето овдека што е употребено, сакаме или епитомео, значи од внатре да гориш, многу силна желба да имаш. И таа силна желба те поттикнува да го правиш тоа, да тежнееш, реално да постапуваш да правиш. И таа комбинација всушност говори за едно Божјо дејство. Бог ти дава таков копнеш во срцето, таква желба, таква љубов да се грижиш за Божјото стадо, што ти ќе правиш се за да ја извршуваш таа желба. Си го посветуваш животот. Или, поинаку кажано, за да биде некој водач од црквата, треба Бог да му стави копнеш, силен копнеш, кој ќе го поттикне да се посвети на таа работа. Може некој да е многу добар. Меѓутоа, ако Бог не го стави тоа во срцето, таа добра работа може да стане измачување. Божја треба да има повик од Бог. И така почнува. Сака ли некој? Тежнее ли? Добра работа. Сега добра работа, гледам во англиски преводи, пишува благородна и така се украсува збор, обичен збор. Добра работа, не е некој посебен збор. Добра е тара. И ќе кажеме, навистина е благородна. Работата да се води Божјото стадо. И какви треба се, и кога кажува тоа, дека добро е да посакува, но треба да има во себе повик, првиот збор што го користи како карактеристика е зборот непорочен или безпрекорен, има една негација. Основата на зборот е укор, прекор. А со негацијата се дава значен човек кој не може да биде прекорен, не може да биде укорен за нешто. И сега, ако тоа го универсализираме, тој збор, во се и во сите области, тогаш од Адам наово ние не можеме да најдеме човек кој може да биде старешина
или духовен водач. И затоа многумина се согласни дека овој збор тука е ставен на почетокот, во контекст на сите останати работи, во тие нешто што се бара, нели, во црковниот контекст, во црковната служба, да не може да биде упрекуван. Во сите тие карактеристики да нема слабост која ќе му се најде. Не да биде совршен во се во животот. Не треба да дава повод за критика во некој од областите кои се овдека изредени како карактеристики. Да има интегритет во сите тие нешто што се упишени. И првото нешто се бара, откако веќе нели тоа е безпрекорен, безукорен, како да кажем, во сите тие нешта, како првото неговата брачна, така да кажеме, верност. Зборот во нашиот текст е маж само на една жена, и гледам и во англиските преводи така, во некој е преведено, тоа само една го нема во оригиналниот текст. Оригиналниот текст е на жена маж, буквално. На жена да биде маж. И сега Павле, и од тука многу толкувања се вадат, и јас би кажал, но современо толкување, може Павле имал такав вид во времето некаква представа, и во денешен контекст ова е многу применливо, дека духовниот старешина може да биде само на жена маж. Не може на маж да биде маж. Како што за жал се случува во многу цркви. Маж на маж станува водач на црква. Павле вели, не, само на жена маж. Добро, и тоа само се подразбира зашто формата, именката е еднина. Не пишува на жени, маж на жена, маж. Другото, нели, пак толкување кој тука се извлекува, е дека тој мора да има жена. Тоест мора да биде женат. Во древноста, за разлика од денес, немало случаеви кога маж живеел сам. Мажот по правило има жена. Не може да биде така да се живее како ерген. И зато тој услов нели, не е поставено како услов мора да има жена, зашто се подразбира дека има жена. И зато не би требало да се бара од старешината мора сега да има жена. Па самиот Павле за себе вели дека е сам. Иако како фарисеј, кога живел, тој морал да има жена. Не може, според условите за фарисејство, тој да фарисеја да нема жена. Што се случило, не знаеме. Некој велат дека е оставил жената, го жртвал бракот за да се посвети на служба. Други велат дека починала жена, но не знаеме. Во секој случај тој вели на коринтијаните, на младите кои се сами, еве, и јас сум така, и тоа е добро, некој ако останат така. Поентата овдека и проблемот што го имат мажите во древноста не е дали има жена, проблемот е тоа што нема само една жена. Да, која ќе постари малку, тој ќе си бара помлада жена. Во древноста нема брак, институција брак не постои. Не постои граѓански брак. Мажот која ќе се земе жена, ќе однесе дома и они веќе ќе легне, ќе има деца и они се веќе во брак. Ако донесе друга жена, ако и со неја има деца, таму е пак жена. Павле тоа го осудува. Ти ќе бидеш верен на твојата жена. Ќе си имаш жена. Нема да бидеш блудник, кој водени од своите похоти, мажи водени од похотите, ја занемаруваат својата жена, барајќи други, попривлечни, поубави или поради некоја друга причина. Побогати може, денес и тоа го има. За жал, овој стих е многу применлив за цркви денес, во кој што станува во некој средини модерно, дали гледајќи ги звездите во Холивуд, кој ќе стане 40 на година некој пастор, ја остава својата жена, за да земе побава, помлада, веќе тоа му носи престиж. И не е модерен,
еден пастор, и тоа треба да се влезе во условите, ако тој нема поубава, не си нашол уште поубава жена. И така, сега да надпревар кој поубава секретарка ќе се зема во канцеларијата, кој потоа ќе се направи жена, и се надпреваруваат во тој поглед. Маж на една жена, на жена маж. Исто така, за пак оние кои па си барат мажи, пишува многу јасно, на жена да биде маж. Така да овој стих може да најде многу современи примени. Но никако не можеме да кажеме дека мора да има жена, зашто проблемите се поинакви. Во тој пагански контекст во кој што Павле пишува овдека. Моралната чистота овдека е во прашање, поставена. Друго нешто што, трето нешто, биде разбран. Сега во некои преводи, повеќе англиските пишува трезен, во контекст тој не треба да биде пијан. По-широко значење има овој збор, зашто човек, за жал, може и да не пие воопшто, не конзумира и пак да не е трезен. И во своето и да се однесува нетрезно во своите размислувања, постапки, во решенијата што ги зима. А тоа се случува ако тој човек не е стабилен, не размислува сталожено. И тоа токму овој збор само 3 пати се користи во Новиот Завет, и тоа овде и во Тит 2.2, каде што пак нели контекстот е таков за водачите. Тоа човек кој не оди во крајности, стабилен е во своето размислување, во своето однесување. И сличен овој збор е разумен, збор кој може пак да се употреба како трезен, може исто да се преме, меѓутоа, ако предходниот збор повеќе говори за една воздржаност кај човекот, овдека и не одене во некои крајности. Човек кој не е трезен, или буквално пијаниот човек, тој знае да оди, тој може во еден час да пее песна, па да се расплака, да се расплаче, па потоа да се степа со некој и накај пак да се смее. Става стабилен човек, кој се воздржува од тие екстремни реакции. А разумниот човек пак е човек кој што се потпира на својот разум. И добро е преведен овој збор. Во кој смисла се потпира на разумот? Не е импулсивен. Кога ќе дојдат некои околности кои влијат на нашите чувства реагират на околностите. И водени од чувствата ние можеме да отидеме во секакви пак крајности. Не. Разумниот човек или старешината како разумен човек е кој секоја ситуација прво добро ќе ја размисли. Трпеливо, воздржано, и тоа имајќи го во предвид Словото на Бог. Проценува според Словото на Бог ситуации во животот и действува разумно, стабилно, сметајки на ветувањата на Словото на Бог. Тоа е значењето на овој текст. Нема да го фати паника, или пак кога ќе види нешто малко почне, леле, готово, прогресија, крај, одиме, се оди напред. Не, тој е реален, зашто размислува, го користи својот разум. И затоа Бог ни дал дух на самоконтрола, кој треба ние да го практикуваме во нашиот христијански живот. А самоконтролата означува дека сме стабилни во различните ситуации во животот. Понатаму треба да биде уреден или да има добра козметика. Зборот овдека е козмео, што значи козметика. Тој збор го видовме овој збор веќе во 10-тиот стих, кај што се говореше за жените, или 9-тиот стих, мислам беше 9-тиот, кај што Павле предупредува жените да не се украсуваат, и пак тој збор за козметика, да не се украсуваат со бисери на главата или злато, да не се дотаруваат надворешно, туку нивната убавина да биде внатрешна. Смиреност, понизност, плашливост, добри дела. Така, во црква,
тие да го привлекуваат вниманието на луѓето, така да влијат со својата побожност, со своите добри дела, а не карајки се со мажите за тоа кој е поголем и кој повеќе, што очигледно било проблем од црквата. Доаѓаат жените, сега ние ќе ви кажеме како треба да биде, ние сме научиле таму од тие пагански храмови, таму ни даваа право. Не, вие покорно ќе ги слушате поуките на мажите, зашто тие се поставени како учители на црквата. И вашата убавина, ви треба да го привлекувате вниманието не со надворешноста, туку со внатрешната убавина. И така побожно ќе влијаете на луѓето, зашто Бог или Божјото внимание не се привлекува со облеката и надворешниот изглед, туку се привлекува со внатрешната убавина. Паганските свештенички, да, се украсувале, зашто верувале дека така ќе го привлечат благоволението на Бог, зашто во таквите култови има еротика, има блудство. Не, Бог гледа на срцето на човекот. Тоа е поуката. А сега повда ќе им вели на мажите дека треба да бидат уредни. Зошто? И тука пак зборчето, треба се, ако сме коректни на преводот, ако преведувачот во 9 стих напишал да не се украсуваат ли беше таму преводот, не се сеќавам, или дотеруваат, украсуваат, овдека треба да пишува истиот збор да го користи. Преведувачот каже да бидат украсени. Но пак и тоа не е на соодветното значење или поентата на Павле, да бидат уредни, надворешно да бидат уредни. Да внимаваат на својот надворешен изглед, зашто водачите се пример во секој поглед, па и во тој поглед. Зашто може мажите, ако што жените така ќе одат во една крајност во надворешно дотерување, па мажите целосно да го запостават тоа нешто. Или пак водени од некаков аскетизам, нароч и така, тоа да им биде целта на животот, да бидат колку што позапоставени. Што има и такви христијански учења дека посветениот човек треба да се, посветвајќи се на духовност, да се занемари целосно надворешно. И така е, колку е ја занемарува надворешноста, толку е тој подуховен. Не е тоа идејата. Овдека Павле треба да биде уреден. Неговата брада да биде уредна. Некако по оние македонски народни приказни ли беше за поповите. Таму веќе поповите ги представуваат како со мрсни бради, целите извалкани, дамки по целата мантија. Не, сега не е така. Јас гледам така, надвор излегувам, свештеници има кои се така дотерани, уредени, подстрижени. Но тоа е представата во минатото. Не, треба да бидат после селска слава целите изнакапени. Да бидат уредни. Они се пример за црковното општество. Другото нешто што пишува, гостолюбиви. И овој збор не е баш добро преведен, зашто е комбинација на фили и ксенос. Значи, љубов или пријателство кон странци, непознати луѓе. И овој збор дава поинаква идеја од нашето гостопримство денес. Гостопримство не значи да го поканиш човек на кафе, да пиете кафе, или на ручек, да правите скара, или забава на роден ден. Не. Да си го отвориш домот, а во древноста христијаните си ги отварали домовите пред се за патувачките служители, например апостолите, пророците, учителите биле патувачки служби. Тие немале конкретно специфична црква која служат. Служиле на целото Христово тело, насекаде. И христијаните треба да си ги отворат своите врати за таквите патувачки проповедници или пророци или учители. Презвитерската, епископската и ѓаконската служба се врзани со црковна заедница, со околна црква. Тие не се патувачки. Но другите останати служби биле патувачки. Зато било многу важно да си ги отвараат домовите на христијани кои доаѓаат. А па, посебно па, тоа е време кога почнуваат првите гонења
нероновите. И християни бегали од Рим по други места и било важно християните да си ги отворат домовите за тие бегалци. И тоа е идејата. Ти да примиш во твојот дом човек, да му дадеш за солниште. И така, нели, да го покажеш, да покажеш својата гостопримливост. Потоа, способен да поучува, ова фраза, сложна фраза кај нас е превод на едно зборче во оригиналниот текст. Дидактикос е зборчето, едно зборче, кој би го превеле како поучен. Што значи поучен? Ако некој пат, нели, ќе дојде некој ќе ти каже, прочитав оваа книга е многу поучна. Или гледа филм, многу поучен филм. Но за да биде поучно, треба да содржи во себе поуки. Тоа што ќе го прочитаме или ќе го видиме за да биде поучно. Така да, овдека има вакво елемент на способност. Вака, тоа способен да поучу, способен е додаток. Нема таков збор во оригиналниот текст. Поучен да биде. И ова не е дадено толку како некаква дарба што е падната од небото, туку самиот старешина треба тој да придобива знаење. Тој треба да биде поучен. Тој треба да има во себе си што да каже, што да понуди на заедницата како поука, да се развива. И секако со тоа и да ја развива и дарбата, да биде дидактичен, да биде педагог во начинот на поучување. Тоа се гради, да. Но не паѓа од небо знаењето. Тоа треба да се трупа. Треба да се посвети еден водач на црквата. И тоа е нешто што само за водачите, кажа, например, кај гјаконите не го гледаме. Многу е важно водачот да биде посветен на поуката. Самиот да се поучува. Една црковна заедница ќе напредува духовно, ќе созрева духовно во мерата во која што водачите се градат и напредуваат. Ако црковниот водач завршил некаде школу, е назначен во некоја црква, бидејќи веќе се знае зашто завршил некаква школа, нема да има ниту напредок кај него, ниту пак во црковната заедница. Водачите ги влечат верниците во духовниот растеж, во познавањето на Словото преку кое што доаѓа во општењето со Бог, црковниот растеж. И затоа, например, историски реформацијата, пуританите барале, налагале водачите во црква постојано, дури академски да се изградуваат во теологијата, во познавањето на Словото. Зашто без тој растеж нема да има поучност од страна на водачите. Друго нешто, да е тоа веќе конкретно, да не е пијаница, и ова се спомнува и кај гјаконите, не да не пие вино. Во тоа време, во древноста, немало, како се вика, како денес здравата храна, нутриционизам, не. Јас сега нема пиење, пушење, немало тако. Секој маж пиел вино. И Павле пиел вино. Тоа е начинот на живење, културата. Овдека зборот што го користи Павле е специфичен, параојнос. Така беше? Да. Паројнос или параојнос, кој значи покрај виното. Буквално. Или некој кој што си цело време покрај виното. Тоа е неговиот, си седи, си живее со виното. Зависник, или не знам како да го наречеме. Тоа е заповедта. Да не биде алкохоличар, зависен од алкохол. Зошто сите претходни нешто што овдека се наведени, ќе
бидат во неговиот живот невозможни. Ниту ќе е разумен, ниту ќе е уреден. Кој ќе се напие, тој веќе не може да е уреден, нема да има козметика, нема да биде трпелив, нема да биде и она што понатаму се бара од него, да биде мирен, кроток. Нема да има трезно мислење. Неговото размислување ќе биде водено од виното, не од разумот. И тоа е тука, идејата. Не може да биде старешина. Не поради некоја друга причина. Едноставно, тој нема да има семејство како што треба во таквите ситуации. И не може, ако нема, ќе видиме уредно семејство, тој не може да има, да биде и водач, тоест да работи на една уредна, здрава црква. Понатаму, да биде не насилник. Не насилник или зборот овдека што Павле го употребува, сега би бил нашиот збор боксер, ама пак не е идејата тука, зашто боксер, или ние викаме бокс, кога некој стикне тупанец, ама тоа пак, што значи бокс, кутија, некој кој се во некаков ограден простор и се тепат. Зборот овдека е некој кој ќе стисне тупаница и ќе удри со неа. Или тупанџија. Тоа е буквалниот збор. Во поширок контекст, употребен овој збор значи да не е тепач. Не знам како да кажа. Тоа е да не ги решава споровите, конфликтите со сила. Зашто во некои средини точно таквите луѓе некако се привлечни и луѓето се ориентираат кон нив. Не, тој не треба проблемите во црква, конфликтните ситуации, споровите да ги решава со ќотек. Да зема стап и почнува сега да ги тепа луѓето, иако има и такви сум слушал старешни кои велат, ама Христос што направи во храмот, зеде камшик и почна да удира таму по луѓето. Старешината треба не да биде ваков, како беше, насилник, туку да биде кроток и миролюбив. И овие две зборчина се контраст противни на тепач, ќутекчија. Зборот кроток, пак ќе кажем, и овие зборчина се специфични и ова се среќаваат само неколку пати. И тоа пак ќе кажем овдека во овие текстови, во пасторалните за водачите. Например, само 2 пати се користи овој зборот претходниот за насилник или тепач овдека, во овој стих, и потоа во Тит, каде што ќе говори за старешините, пак ќе го употреби тој збор. Очигледно имало проблем во тоа време во црквата со тепачи старешини или свештеници. Зашто точно тој збор, кој е само 2 пати употребе во Новиот Завет, специфичен, некаква кованица на тупан, на човек што тупаници се расправа со тупаници, ги вклучува и во Тит и овдека во ова послание. Идејата е дека старешината треба да биде внатре во својата душа нежен, прво како карактер нежен, благ, кроток, и како резултат на тоа тој ќе ги решава конфликтите миролюбиво. Или зборот пак е со негација, а махо што значи не со насилство, не со сила, со ќотек, ненасилен. Со други зборови, неговата благост, кротост, која е постојано, доаѓа до израз заради Божјата благодат, Божјото дејство во него, ќе води кон мирни начини на решавање на проблеми. Тој ќе бара мирни решенија. Ќе бара разговори, кога има некада спорови, тој ќе влезе за да ги решава тие нешта со мир, со кротост, со благост, со нежност. Другото нешто е несребролюбив и повторно имаме негација на филе и аргирос или аргон, така беше, комбинација на 3 зборчиња, не љубов кон среброто. Неговата мотивација за работа, за служба, не треба да бидат богатствата. И овој збор се користи овдека и таму каде што го видовме во 6 глава, веќе спомнав, љубовта кон парите.
Во само во тие два случаеви е употребено оваа зборче, па дури некој смета дека е некако кованица на Павле. Да не биде мотивиран свештеникот од љубовта кон среброто или кон материјалните нешта, бидејќи во тој случај неговата служба кон Бог и кон црквата, кон стадото, ќе биде оневозможена. Зашто човек не може да служи на мамон и на Бог. Например, во Евреите 13.5, се извинам, таму се среќа во Евреите 13.5 овој збор, пише: немојте да бидете сребролюбци и задоволвајте се со оно што го имате, зашто тој рекол: нема да те оставам, ниту пак ќе те напуштам. И во ваквиот контекст сребролюбието се става во зависност со нашата сигурност, тоест стравот дали ќе имаме сигурност во животот. Ако се посветам на таа служба, тогаш дали Бог ќе се грижи за мене. И затоа вели: немојте да се стремите кон сребролюбие, зашто Бог е тој кој се грижи за нас. Еден старешина влегува во таква служба со увереноста во Божјата грижа за него, а не со амбициите преку таа служба тој да си ги задоволува своите потреби. Или, например, во 6.9 ќе напише во исто ова послание до Тимотеј: а оние што сакаат да се збогатуваат, паѓаат во искушение, во стапица и во многу неразумни и штетни страсти, што го потопуваат човекот во пропаст и погибел. Гледате, како тоа копнеш за богатство, на крајот водат кон пропагине, кон погибел, кон пропаст. И еден старешина, место да ја води црквата кон зрелост, ќе ја води кон пропаст. Својата куќа добро да ја оправува, тоа е нешто како 11. И да ги држи чедата во послушност со сета сериозно, зашто кој не умее да оправува својата куќа, тогаш како ќе се грижи за црквата Божја. И тука е употребено, нели, целиот дом, мисли на целиот дом, оикос, целата куќа, домакинството, пари, организирање на животот, односот со членовите во семејството, се овдека е вклучено. Нели? Ако тој не управува со семејство, како ќе може да управува со црквата, со Божјото стадо? И посебно истакнат односот кон децата. Така да ги воспитува во послушност, што тие, и овдека зборчето на крајот, нели, сериозност, остварено истиот збор што го видовме во вториот стих, на втората глава. Нашата побожност треба да води кон почит. Тоест, луѓето кои ќе видат нашата побожност, ќе не почитуваат, ќе гради авторитет, достоинство, уважение кај другите. Воспитувањето, правилното воспитување, еден старешина кој што ги има тие карактеристики, ги покажува во својот дом, на крајот треба да изгледа деца кои ќе го почитуваат. Зашто почитувањето на авторитетот на родителите е врзан со почитувањето на Божјиот авторитет. Кога децата ќе го отфрлат родителскиот авторитет, тие ќе го отфрлат и Божјиот авторитет. И тоа оди како по правило. А за тоа треба, прво, и правилно воспитување, правилен однос, а треба и време. И за жал, многу црковни служители, тоа старешни, водачи, посветени на црковната служба, 24/7, го занемаруваат семејството и на крајот има деца кои се гневни, кои имаат одбојност, зашто кога детето е занемарено, тој покажа одбојност заради причината поради која останало занемарено од своите родители. Сеава одбојност кон црквата, кон службата и така натаму. Затоа за старешините и за секој друг родител не важи правилото, и тоа во среда го зборевме, за квалитетно време со своите деца. Такво нешто не постои. Квалитетно време од 10 минути во денот со децата. Само квантитетното време може да биде квалитетно време. Децата имаат потреба од квантитет, од време да се поминува со нив, а не неколку минути на поуки се живее со нив. Многу важно, пишува Павле за службата на старешината. И така, ако многу пати водачите на црквата посветат повеќе внимание и побараат од црквата да посветат повеќе внимание со семејство, црквата треба тоа да го свати за добро, како добро, и да го прифати и да го охрабри.
И на крајот, да не е... Добро. И на крајот има уште едно, да не е новопокрастен, да не се возгордее, да не падне под осута, еве го, да не падне под осута на ѓавот. Збор што да не е нов во верата. Зашто што ќе се случи? И овде Павле користи еден многу интересен збор, кој буквално значи да бидеш удавен во нешто, угушен, да влезеш како во облак. Гордост ќе го угуши. Зошто? Зашто колку и тој да научил. Да, може еден човек да поверува и за една година многу да научи. Многу теологија, многу книги да прочита, многу доктрини да разбере. Меѓутоа, градењето, пак ќе кажам, на христијанскиот карактер, духовното созревање бара време. Не се случува преку ноќ. Зашто дел од Христовото, од христијанското растење, од духовниот растеж е поминување низ искушение, испитание, кој Бог ги дава во животот, за да не гради. Новите вера го немале тој период да поминат, да ги искусат работите и така во обштението со Бог, во реалниот живот, да стекнат таа духовна зрелост. Во спротивно, опасноста е духовното паѓање во гревот, како што, во гордост, како што се случи, прочем и со сатаната, го дава за пример овдека апостол Павле. За жал, ние денеска, барајки промоција, ќе дојде некој познат во црква, политичар посебно, ако е тоа најдобро, или глумец, или пеач, и одма, ќе почнеме да го буткаме, сакаме да го внесеме во некои предни редови. И јас познавам, добро, ние не сме имали такви случаи црква во кој што така, буткајки напред, духовно незрели луѓе придонеле само за нивното пропаѓање. Тие се принципи кои не можеме да ги прескокнеме. Да, ние денес сме научени на инстант решение. Меѓутоа, инстант духовна зрелост не постои. Нема такво нешто, денес ки поверувам и утре веќе пророкувам во црква. Им кажувам на сите за Божите вистини. Бара зрелост, созревање, за кој треба време. И на крај треба да има добар углед кај надворешните, за да не биде укоруван, да не падне во стапицата на ѓавот повторно. Зошто? Да, овдека не станува збор за компромиси. Духовниот водач нема да биде одобран во неговото учење, во неговите доктрини од светот. Меѓутоа, светот ќе признава дека тој е доблесен човек, дека тој е човек со интегритет, дека тој е морален човек. И тоа ќе биде препознаено во светот. И на крајот, да се молиме Бог да ни дава такви старешини. Прво, сите ние да растеме во тој поглед. Сега пат кога ќе говориме за геконите, зашто тоа во суштина збор служење, кон кој сите сме повикани, повеќе ќе говориме за сите нас. Нели? Меѓутоа, водачите се нешто поспецифично, тие водат, во секој поглед тие водат црквата, затоа се многу важни, но карактеристиките кои овдека се наведени, треба да бидат цел во животот на секој еден од нас, зашто мажот е водач на жената во семејството, жената и мажот се водачи на своите деца во семејството, во црковната служба, во црковната заедница има служби во кои што некој е водач во некој однос на некој. Во светот ние сме сите водачи на луѓето кои живеат во темнина. И во сите тие односи тука треба да бидеме за нив пример. Да се молиме Бог да ни дава благодат, копнеш, да тежнееме кон тие карактеристики и Бог да ни дава и во заедницата такви луѓе кои ќе не водат правилно. И ќе бидат вистински пример за нас и така ќе ја добиват и наградата за својата посветена служба.